Политичките игри на власта продолжуваат. Во Гостивар со незаконски постапки се поставуваат директори на училиштата, а државните институции и другите релевантни органи не реагираат, туку им служат на партиите на власт. Беше истакнато на денешната пресконференција во општина Гостивар за состојбите во училиштата на гостиварска територија по одземањето на надлежностите во образованието. Знаете, јас имам проблем од спротивната моја страна е еден министер кој што знаете, не се знае како ја добил титулата доцент. Веќе има спорови, се караат со министерот. И исто така од спротивна страна е премиерот кој што знае само пазари да направи. Ја му им предложив и на двајцата, им реков земете ги ингеренциите од општина Гостивар за 4 години, продадете ја на ДУИ и оставете ги учениците на рад. Значи, уморни се сите од овие случувања што се случуваат. Образложувајќи ги постапките и преземените чекори околу именувањата и разрешувањата на директорите во училиштата, Шкрлкин Весели од Општинската правна служба рече дека целта на Државниот просветен инспекторат била одземање на ингеренциите без да се запазат прописите. Целта на Државниот просветен инспекторат бил само да дојде до одземањето на надлежностите, бидејќи министерот за образование и наука ги одземал надлежностите пред да има одлука од втора степена комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос, кој е надлежен орган, и ако да сгрешил градоначалникот, тој е надлежен орган што може да донесува одлука, бидејќи ги земал пред да донесува таа одлука, ги земал за тој да може после тоа да дава одговор на нивната одлука на својство на првостепен орган. Министерството за образование во 2 наврати му ги одзеде на Таравари надлежностите во делот на именување и разрешување на директори на училиштата. Сега ингеренциите се во рацете на Министерството, а градоначалникот би требало да ги добие назад по истекот на 9 месеци од одземањето, односно во ноември месец. Како ќе се одвиваат работите до тогаш и што ќе се случува со почетокот на новата учебна година, останува да се види. Климатските промени и човечкиот фактор ги намалуваат приносите на мед во Полошко. Еден од најголемиот проблем, како што посочуваат пчеларите, е неутврдување на локации за селидба, така наречена паша на пчелите, но и неконтролирано прскање на вошките со пестициди, кога, како што велат, се уништуваат голем број на пчелни семејства. Имаме помор кога дрвјата цветат, они ги прскаат нивните овошки, што реално е многу погубно и за нас, но и за нив, затоа што им го во голема мера им го намалува и приносот на самите растенија, дали се работи за јаболка, вишња или некој друг вид на овошно растение. Втора работа проблем имамо спредстве со паша, да речем, со селидба, број 2 да го наречеме како проблем, затоа што немаме утврдени локации за селидба, како што ги има во некои други држави кај што има многу поуредено пчеларството. Значи, за да однесеш пчелни семејства не на паша, ја конкретно ги носим на Костен, во шарскиот предел, мора да најдеш соодветно место кое што треба да биде изолирано едно од луѓе, друго да биде некако периферно место за да не смета, па некому ќе се погоди да смета, значи треба да се одреди некој катастар на паша кај што кој каде може да носи и колку може да се носи. Тоа треба да се обезбеди, малку е под специфична таа тема, значи таа тема треба да се разработи уште во министерство, значи има држави кај што е уредено тоа, кој каде смее и колку смее да носи на локација кај што има пчелни семејства или кај што нема, да не загрозиш некој друг, и дали се пренесува болест или некаква ситуација да се префрли или пак да донесеш болест од таму кај што си ги донел, затоа малку тоа треба да се уреди на некој друг начин, на некој државно ниво, да речем повисоко преку министерство, или да се изготви треба катастар на паша, да се знае бројот на пчелни семејства кои што ги има на одредена локација и после тоа да се издава некој сертификат за селидба на пчели кој каде смее да носи.
Од Агенцијата за потик и развој на земјоделието велат дека треба да се изрекуваат поригорозни санкции за уништување на пчелните семејства, а истовремено да се работи на подигнување на медоносни билки, кои во последно време изумираат поради климатските промени. Имавме пред 5 години една акција пошумување, односно подигнување на медоносни билки. Имаше фацелија, имаше софора, имавме и други медоносни култури каде што пчелариве не беа свесни колку се корисни. Зедоа по некој примерок каде што беше како опит и увидоа дека стварно овие култури цветеат во тој период, во таа фаза кога е во нашево поднебје мртва паша, односно не постои паша. И како на дополнување на самата пчела, барем да го одржи развојот, не да меди, но да го одржи развојот и да може да се зазими баш онака како што треба пчелните семејства да ги зазими. Деновиве во Тетово беше организиран сајам на медот, каде пчеларите го промовираа производот, а разговара и за нивните проблеми и можни решенија. Во Гостивар викендов имаше своевиден празник за влюбениците во брзите автомобили и мотори. Под наслов Тунинг шоу Гостивар 2019 беше организиран настан на кој продефилираа луксузни, оригинални и бесни ѕверови на тркала. Учесниците со задоволство ги покажаа перформансите на своите автомобили и мотори, а се надпреваруваа во повеќе категории. Најдобри топ 5 автомобили, најдобар издувен звук во 2 категории, најдобар олдтаймер и најдобар тунинг. Настанот секоја година привлекува се поголемо внимание и се повеќе посетители и го крева адреналинот. Публиката уживаше максимално, а атмосферата и гледката, освен добрите машини, ја надополнија и убавите девојки, неизбежен дел од ваков вид на спектакл. Полицијата привела 62 годишник од Гостиварско Здуње вчера вечер на излезот од Гостивар на Здуњска крстосница. Тој управувајќи патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски ознаки, не почитувал дадена наредба и физички нападнал полициски службеник. Лицето е задржано во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во Тетовско Лешок, лишен од слобода е и 22 годишен тетовец, кај кого пронајдена е марихуана и ризла. Се расчистува случајот и ќе следува поднесок. 25 годишен жител на Пршовце и неговиот брат вчера пријавиле дека околу 15 часот во близина на трговски центар во Тетово физички биле нападнати од 29 годишник и 25 годишник од Тетовска Стримница, како и од уште едно лице, кои по нападот избегале. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. За вчера вечер, пак околу 21 часот на крстосницата на регионалниот пат Гостивар Градец со локалниот пат за селото Дебреше, управувајќи патничко моторно возило Volkswagen Vento со гостиварски регистерски ознаки, 64 годишен гостиварец удрил во 61 годишна жителка на Дебреше пешак. Во несреќата таа се здобила со тешки телесни повреди и е пренесена во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Извршен е увид, информираат од СВР Тетова. 11 лица возеле пијани додека 35 возеле побрзо од дозволеното. Вчера на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведени се акциски контроли за возачи кои управуваат под дејство на алкохол, како и за брзината со која се движат возилата во и надворот населено место. Кај 9 возачи во Тетово и 2 во Гостивар биле утврдено дека ги управуваат возилата под дејство на алкохол, поради што веднаш се исклучени од сообраќај. Во Тетово биле констатирани 24 пречекорувања на дозволената брзина, а во Гостивар 11 вакви прекршоци. Прекршоците се заокружени со соодветни поднесоци.
Во контролите откриени и законски санкционирани се и 15 други видови сообраќајни прекршоци, велат од тетовската полиција. Во рамки на одбележувањето на 18 годишнината од загинувањето на полицаецот и македонски патриот Цоки Стојановски, во среда на 31 јули ќе се организираат повеќе меморијални активности. Во 8 часот ќе се положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Цоки на градските гробишта во Тетово и ќе му биде оддадена почит и искрена благодарност за неговото херојство. Во 8 часот и 30 минути ќе се положи свежо цвеќе и пред спомен бистата на Цоки во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово, додека во 9 часот свечено ќе биде отворен турнирот во мал фудбал Цоки Стојановски, кој оваа година ќе се одржи во спортската сала во Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Доделувањето на наградите и благодарниците е предвидено за 12 часот, информираат организаторите Сдруженијето Македонски херои. Полицаецот Цоки Стојановски загина кобниот ден 2001 година како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август 2001 година одговори на својот последен предизвик за одбрана на неговиот роден град Тетово. Истрел од куршум го усмрти Стојановски, кој на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово беше на должност командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Цоки Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 ќерки. На новинарски прашања и на критиките од опозицијата дека за пописот не се исполнети стандардите на Евростат, премиерот Зоран Заев одговори дека ситуацијата е сосема спротивна, дека јасно се дефинирани стандардите на Евростат и дека дефинитивно ќе има попис. Се знае, така е насекаде во светот, така и кај нас. Домакинство, кое што влегува во попис во Република Северна Македонија е секој кој што живее тука, се одселил од државата не подолго од 1 година. Значи, секој што дури се одселил од државата не подолго од 1 година, влегува во пописот. Секој што е повеќе од 1 година надвор, се попишува, но не влегува во домакинства кои што го сочинуваат пописот како граѓани кои што живеат во државата. Тоа се стандарди на секаде. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди, попладне со услови за пороен дожд и појава на грмежи. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Температурите се движеа во интервал од 17 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре предпладне ќе биде променливо облачно со локални врнежи од дожд. Попладне облачноста ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 17 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7.